Демократската и Либералната партија и црквата која прати свој студент во организациониот одбор. А освен на СИТЕЛ, студентите на САПИја и на А1 и МТБ. Сега имаме сосема извртена ситуација во однос на почетокот на протестите. Сите, освен СДСМ, имаат разбирање за студентско-ученичките протести, дури и црквата. Дали сега Нова Македонија ќе успее да објасни како се случи сите, освен СДСМ, да се возаблуда и како бројот на државни непријатели нараснал над 1 милион. Исто лично на времето и состојбите при локалните избори, СДСМ повторно успеа сите да ги сврти против себе. Овој пат СДСМ остана и без ПДП. Студентите протестираат и понатаму, а се можеше да биде поинаку, само да се имаше малку трпение, добра волја и разбирање за светот околу себе. Се наспроти собранието на Република Македонија. Извештајот од Скопје се подготвува. Стотина студенти од Педагошкиот и Рударско-геолошкиот факултет од Штип денеска дефилираа по улиците на градот во знак на поддршка на студентите од Педагошкиот факултет од Скопје. Но овој протестен марш не учествуваа средношколците. Исто така не се одсва ниту граѓаните на Штип на апелот што го даде претходниот ден Унијата на независниот синдикат за поддршка на студентите што протестираат. А неколку стотини средношколци од Кичево и денеска ја поминаа во обичајната маршрута од центарот на градот до зградата на Советот на општината во знак на поддршка на студентите на Педагошкиот факултет во Скопје. За разлика од поранешните денови, на денешниот протест немаше извикување пароли. И во Куманово дел од средношколците по неколку дневно мирување денеска мирно протестираа по улиците на градот. Околу 150 ученици главно од техничкото училиште ги посетија другите средни училишта во Куманово, но не наидоа на помасовна поддршка кај своите врсници. Министерството за урбанизам и заштита на животна средина апелира до еколошката свест на средношколците и на студентите, кои веќе се наоѓаат на зградената површина на градскиот парк Жена во Скопје, со намера да го продолжат штрајкот на таа локација. Именно зелените површини во градот Скопје, както и парковите, се единствените бели дробови на градот, кои се под режим на заштита. Министерството не им го оспорува на средношколците и студентите правото на штрајк, меѓутоа правото да штрајкуваат во зелените површини и во парковите во градот се коси со началата на Законот за заштита и напредување на животната средина и воопшто со еколошката заштита на овие подрачја. Именно може да добрат друга локација, меѓутоа зелените површини и градските паркови да ги остават намера. Извештајот од Скопје е готов, режија може да се пушти. Ние, студентите од Македонија, незадоволни од третманот во сопствената држава и иритирани од драстичното застранување на чувството за респект од владата кон нас како општествена група, јавно го изразуваме својот револт против ваквиот однос на актуелната власт, се вели во протестните летоци што беа делени за време на денешните студентско-ученички мирни протести. Ние не сакаме да живееме на маргините на општеството, зашто не сме ниту фашисти, ниту нацисти, туку граѓани. Истакна организациониот одбор, повикувајќи ги граѓаните да им се придружат во наредните денови во мирното протестирање. Овој 18-ти протестирачки ден го одбележа и почетокот на најавениот штрајк со глад на 15 студенти. Поставувањето шатори во паркот Жена Горец заради сместување на штрајкувачите изутреме беше невозможено од припадниците на МВР поради немањето дозвола за користење на просторот. Студентската делегација денеска не успеа да добие подпис од градскиот архитект поради неговото отсуство, рекоа студентите. И без дозвола и без шатори ние ќе седиме тука, ние сме тука. Меѓу младите штрајкувачи со глад има и една студентска мајка на 2-годишно дете. Па затоа што сметам дека моето дете, а утре и на сите млади нели студенти, па и постарите граѓани, децата и внучињата ќе бидат принудени да учат некој друг јазик. Штрајкот со глад, како, цитирам, последен демократски чекор за вршење притисок врз власта и институциите за исполнување на веќе изнесените барања, сепак не е еднодушно прифатен. Ние сме против штрајкот со глад. Тоа е мирен протест, постати молитвата, односно христијанскиот пристап кон барањата и кон изразувањето на своето мислење. Студентите и учениците по богословие на особен начин ја искажаа својата поддршка на протестите. Пеењето на македонската химна и извиците Македонија, Македонија беа дополнување на бучната поддршка.
Не беше прескокната редовната прошетка до Министерството за образование и до владата. Редовната пресконференција овој пат беше одржана под ведро небо во кругот на штрајкот, а помали или поголеми групи во текот на целиот ден пристигнува и заминува од централното место на настанот, булеварот пред Собранието на Република Македонија. По денешниот напис во весникот Дневник под наслов "Правата на албанците во Македонија пред Комитетот на Организацијата на Обединетите нации", Министерството за надворешни работи соопштува дека разследувањето на иницијалниот извештај на Република Македонија по Меѓународната конвенција